минатиот тикет го промашивме за Седен надпревар. за еден тип. Не се кладеме македонци. Не. Само тоа го промашивме сериозно. Академија Панда. Да. Добро, има нешто барем... Мислам, намерно изигра Брегалница, дека дечкото од Штип за Да, Брегалница. за Брегалници си игра, да. Добро, можеме бар нешто као, знаеш, утешителна награда, нешто имаме што јас не типувам. Има Спортлайф, има втора шанса за подарок. Втора шанса збирно од сите тикети, например, Недобитни по една. Се недобитни за една што си паднал, Добро. вкупно, кога ќе се соберат сите тикети, кој ќе има највеќе, првите тројца со највеќе тикети за една паднати добиваат награди. Ама ова е у некој период, така, Да, као од само 30 се. ноември до 30 декември. Така. Ова Значи година. само месецов ми е шанс. Да. Да, Влаче може би саки може да си уземе и вториот iPhone 13, прва награда Се iPhone заедно. 13. 3 айфона шета, 2-3 месеци поред ги Сите ми со Spotlight. To give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Добре дојавте. Бројката 10 во фудбалот. Некој би се потсетил на Марадона, некој на Зидан, некој можеби на Меси. На Диего. Ама оние вистинските љубители на фудбалот ќе се потсетат на 10-та епизода од втора сезона на Скратен корнер. Добро го изгледа ова. Вежувано ти беше. Го мислев од минатата Ау. недела. За да ги почнеме овие 30 Добра минути. пенетрација. Како и секогаш. Како и секогаш. За да ги почнеме овие 30 минути феноменална содржина, ќе ве прашам нешто. Колку пиво испивте денеска? Ова ми е второ. Значи може да почнеме со снимање. Мислев ќе прашаш колку често слушаш добра пенетрација, ова беше прв пат. Да. Помага панелот, бички. Помага панелот. А сега, кога се внесовме во депресија да ме прашам, Ајде, здрави. За моментот. ај за поубави. Овакво. Туку. Момци, како сте? Добро. Одлично. Тоа, одлично. Одлично. 2 од 2, 3 од 3, одлично. Имам и јас едно одлично. Некоја особена причина зашто е така? Вердер победи. 10 епизода снимаме. Да, што 10-та епизода и не беше толку неизвестна, ама победа на Вердер беше богами неизвестна. Да. Да, јас се радувам, јас заради Вердер што тепаш исто така сум среќен, тоа што бар се изгуби да барем за некој се радувам, викам мај Влаче. Стварно сум среќен, доста време Да. страдаше и јас сум среќен први победата на Вердер. Си другаруваме вака, само да си го наместам микрофончето, овие убави нови секси микрофони. Претплатете се на нашиот YouTube Subscribe. канал. Да, стиснете subscribe, стиснете лайк. 7 месеци земи камери наш. Значи, Доста се да не видите малку и во поубаво светло. И светла ќе се земе нормално. Сега продолжуваме со следниот сегмент. Доста ни беше за оваа најава. Ајде. Добро го воведовме ова. Ама сега ме интересира што се случува малку онлайн. Доста се фокусиравме и на фудбал па крај крајава. Дај нешто што е не фудбалски твитна, али нешто интересно, другари. Добар, Штевај Кангало Джуниор. Одnosno среќна ли си ти? Името кажува све. Дали си го викам корнер, оти ми е скратен. Леле, добро, види. Суне, јеби. Другарче, сакавме да го прочитаме твитот во епизода. Не, реално јас се насмеав, мислам многу се насмеав, фала што не прати Штеваљот и целиот негов клан. Ви благодариме многу за поддршката и бидете хумористични и натаму. Да. Нешто Друго друго малку. немаше 40-50 певови, Ке има. 48, ама ќе има. Еден од мене, Сега ќе да има. активиран сум, И ќе имал ете, еден од мене сигурно. Мобилизираме сега луѓе да лајкаат, не е проблем, не е проблем. Списоци со по 10 души. Дај нешто малце по фудбалско, ајде да има бар некој фудбалер вмешано нешто. Рос Бартли. Нема, фудбалер, да, ствари има еден твит за Знаев дека ќе најде, знаев. Салгадо. Аха. Направил Да, Мичел Салгадо го отвори шаховскиот меч помеѓу Магнус Карлсен и Јан Непомнијачи. И тој другиот. И да, воглавно ова е еден од ретките пати во неговиот живот кога Мичел Салгадо бил релевантен. Ајде се реални да бидеме Освен вака. кога му има подавана на Бекам.
Да, знаеш, Бекам доаѓа таму со таква фризурче и овони, Мичел Салгадо вика, леле, ја и ка истиот фризер ќе одам и по 5 иста- години по игра иста со истата страна. фризура, леле. И по иста страна. Не знам играе. кога лажеш, разбираш? И центрира Бекам, центрира Салгадо, знаеш кој е. А има уште поинтересна ствар, тоа е фудбал ток. Да, ова е за дербито што го обработувавме минатата епизода. Да, Борусија Дортмунд те презентираат Себастијан Пуф Паф. Се преправил како Марко Паф. Ројс и Пуф-паф, Марко Розе, Марко Розе, тренерот, да. Тренерот, окей. И го За возел Марко Ројс автобусот, треба крива уста да лажен има. автобус на Бајерн, на Борусија Дортмунд. Го возел помеѓу неколку преку неколку чекпоинти, стасале до стадион, се и сватиле уствари дека не уствари тоа тимот на Борусија кога дошле таму пред се влекувала. А иначе земале кон некои играчи. Може они на терен искочиле пошто не беа некој. Можда подобро ќе се прикажале. Не, Тоа се си шалам, направи, добар да. натправа. Не Добро беа? за да, и беа подобри од Бајерн, може да кажам слободно, ама малце судијата, малце поише ги оштети. 2 пенала за Дортмунд, не да е, ако веќе го судеше тоа за Левандовски, требаше да биде 2 пенала за Дортмунд, ама тоа е што е. За да предоставиме крај на овој сегмент, се менува нешто во трката за титулата во Бундеслига или не? Бидејќи Се менува рековме, бодовна разлика само, друго ништо. бидејќи минатата епизода нели рековме ако Борусија Дортмунд победи, Требаше да победи, ама. да, ама рече нема да победи. Така, го соочи Па со никој време не, со рековме реалноста. двојка гол, ја даде двојка гол. Да, супер. Добро, време ни- се подобро типуваме. Да, ќе не Се заедно не зезнува. Што воглавно Близко сме, а битно поедете си кцка. Да. На следната епизода ќе си земам и вајаско вашето кригло, сега морав да се ставам. А да. Да. Овие кригли можат да се нарачаат некаде? Што е? Да, што- може. Аха. Кај мене удобно. Рачно ги изработува. Тој работи со стакло од нашата екипа. Ова е користи за споредба, онака, кај него дама. Порачки во дом. Мислам дека е време за муабетот на неделата. Ќе останеме нема да останеме, ствари ќе останеме тука, топло е, не одам никаде надвор со дресче. Така е. Бидете и така. пиво. На здравје. Ајде да зборуваме малку за елитен фудбал и ајде да зборуваме за работи со кои што гледачите воопшто нема да се сложат со нас. На мое огромно задоволство. Она што најмногу го пратиме од светскиот фудбал, топ 5-ката или топ 4-ката европска. четворката. Да, ние се решивме да ја наречеме нели топ 4-ка, така најмногу нима логика. Француската лига, португалската некако испаѓаат од таа наша топ 4-ка. Меѓутоа она што не интересира оваа недела е да ја извадиме елитата од елитата. Да ги идентификуваме најдобрите клубови во најдобрите лиги во светот. Знаеме дека Лигата на шампионите е најголемиот барем финансиски мотиватор на клубовите кога се работи за перформанс на теренот и за пласман конечен на табела и сето тоа. И сите се борат за онаа топ 4-ка која што води во Лигата на шампионите. Она што ме интересира оваа недела е да го одговориме прашањето. Кои се топ 4 во топ 4? Кои се 4 најдобри клубови во секоја од 4 најдобри лиги во Европа? Па ќе почнеме од она нели што ја дискутиравме, она која што е најпопуларната, она која што е најгледаната и Најдобрата. според овој панел нели опишана како најдобрата лига во светот, Премиер лигата. Имавме дискусија веќе за ова, дечки. Имате ли нешто да исправите од вашите предвидувања? Имате ли нешто да додадете? Јас- Дали ви се сменија впечатоците? Јас останам на мојот став, а мислам дека Тале ќе се продомисли полека за Юнајтед, дека ќе го вметне во топ 4. Па после да, пуштањето на Оле и доаѓање на новиот тренер, таа четврта позиција прилика секогаш била не толку сигурна, еве да кажеме, во англиско. Обично првите 2-3 тима се регулар се знае кои ќе бидат во на врвот на табелата, али тоа четврто место секогаш е атрактивно, има 2 до 3 клуба кои што се борат постојано за тоа кој ќе отиде, кој ќе го земе тоа четврто место и ќе биде дел од Лига на шампионите. Да, Манчестер дефинитивно има се зголемија шансите за да бидат дел од таа топ 4-ка. Али пак не би ги отпишал, повторно ќе кажам, ниту Арсенал, ниту Тотенхем. И Добар стейк. да, и
не можам да кажам дека било кој од тие Добро, клуба кои се топ 4 за тебе во Англија? Да, ајде наброј ги и ќе ги запишеме. А, Лажам, не знам да пишувам. Добро. Сити, Со број. Ливерпул, Челси, Челси, Сити, Ливерпул, Уест Хам. Челси. Добро, таа ни беше овие Да. истите три клуба ни беа сигурица и во минатиот пат кога разговаравме на истава тема. Да. Ке направиш ли измена во последното предвидување или четвртиот клуб ќе ти остане Арсенал, Арсенал. како што памтам А, добро, да. Да. Ке речем Арсенал? дека ќе биде Арсенал. Арсенал во топ 4, што сме 2010 година? Очигледно се враќаме малку на троубек. Ова се пиковите на Хамба. Златко, Па мислам дека дури еден клуб ќе се разликува. Да, мислам дека остануваме на истото. Аха. Така со оваа листа мислам дека дури ни највачите на Арсенал не би се сложиле, ама окей, да. Ја кажавме во минатата епизода, нели, Сити, Челси, Ливерпул и Манчестер Юнајтед. Ти се сложи со мене. Да. Сакам да ги видам Лестер овде, ама тешко и како одминува сезоната, се потешко и потешко тоа. Повеќе би му дал шанса на Вест Хем, ама или на Тотенхем, меѓутоа Юнајтед дефинитивно ќе биде во топ 4, дефинитивно. Guaranteed, што викате. Гаранти, да. Ќе останам на истото предвидување од минатиот пат кога го разговарахме ова, верувам во Манчестер Юнајтед најмногу поради составот. Мислам дека составот е доминантен во однос на Арсенал, Тотенхем, Лестер, Вест Хем и останатата конкуренција. Вест Хем нормално ги гледам како најголемата конкуренција тука, меѓутоа не верувам дека некој ќе... Тотенхем исто може со Види, додека не го решат проблемот со Хари Кейн, не знам колку тој клуб е стабилен. Ги преслушуваат слабите клубови, бидејќи можат да најдат голови од другите позиции, меѓутоа во дербија, во оние надпревари против топ 6-ката, потребен ти е Хари Кейн. Потребни се неговите голови. Мислам дека е смешно што го дискутираме моментот дека Хари Кейн сезонава има еден гол во Премиер Лига. Хари Кейн е веројатно најдобриот голгетер англиски барем последниве 10 години и тој има еден гол во 15-то коло во Премиер Лига е малку. последниот 20 може. Тел ми е Да, сакам да кажам, стварно е многу добар, ама не го интересира фудбалот. Топ 4. Топ 4 во Ла Лига, топ 4 во уште една од топ 4-те лиги во свет, за кои можеме да се сложиме дека се дефинитивно таму, за кои можеме да речеме од клубовиве дека се дефинитивно не во топ 4. Дефинитивно во топ 4 Реал Атлетико. Добро. Имаме ли трет? Би рекол да, факсу на Барселони не можам да очекувам ништо помалку од топ 4 од Барселона. Се надам дека ќе успеат да се средат и да фатат некаков ритм и да влезат во топ 4, ама не се сигурни. Таму, али би ги додал во топ 4 Вилјареал или Севилја. Вилјареал направи одлична работа летово по освојувањето на Лига Европа, ги потпиша сите главни играчи на многу долги договори. Ќе им помогне ли тоа, Владко, во борбата за топ 4, со тоа што ги задржаа играчите? Па не може да им помогне. Ја Вилјареал не би го стал, може да се каже во топ 6, зашто пред Вилјареал моментално е Сосиедад, Севилја дефинитивно. Значи Реал Мадрид и Атлетико се топ 4, топ 2 Така. као години уназад. Па може да се каже дека и Севилја и според играчки кадар и според резултати дефинитивно е третата екипа за четврто место. Според моментална форма Сосиедад е пред Барселона, меѓутоа не би го ставил никогаш Сосиедад пред Барселона. Мене ме изненадува оваа сезона Атлетико Билбао, има само еден пораз, има најдобра одбрана во лигата и цело време петто место тука не може никогаш да влезе во топ 4. Лига на шампиони не памтам кога играле, цело време тука за Малце. Сакам да го видам во топ 4 него, меѓутоа Се менува ли, да кажеме, сликата во Ла Лига, барем во поглед на тие топ 4-ката? Бидејќи еве кажавме дека Барселона е во некоја криза, Валенсија веќе многу време е во криза и ги распродае сите играчи далеко од топ 4 многу. Даро, Валенсија финансиска криза Да. погодишта лани со короната. Ла Лига никош не имала топ 4, секош имала топ 3 и четвртиот тим бил се менувале. Па Не- пред 15-20 години беа Валенсија, Ла Добро, Коруња беше да. во топ 4, па после Атлетико вместо Ла Коруња, па дали зборам за последниве, не знам, 10-15 години. Нема посвежа стандардна ситуација. топ 4, сакаш да Нема, кажеш, има така? стандард топ 3, последниве од, не знам, 2010 година, 2009 година нааму се топ 3, Реал, Барса и Атлетико и четвртиот тим обично зависи од тоа. Севилја. Да, Севилја најчесто беше, но се менува, нели. Оваа година мислам дека ќе биде
се надевам дека ќе продолжи таа традиција, ама не сум сигурен. Не сум сигурен поред тоа што се случува само таму во Барса. Само колку епизоди, 3 епизоди треба да смениш мислењето за Чави дека ќе ги среди Барселона. Него менувам мислењето за Чави, јас сум цврст уверен во Чави дека ќе успее да направи нешто со Барселона, али се многу зависи од зимскиот преден рок. Во најава има неколку трансфери. Добро. Посебно фали напад на тимот, поред тоа што нападот е Депај од пенал, цело време тоа е нападот на Барса. импотентни се. Нема кој да повлече, Ансу Сите Фати не три игра. победи годинава, гол од пенал на Депај. Дембеле е стандард повреден, Депај, не знам, човеков дали нема со кого да изигра или поема нема, може да се замине таа дори. Столе го уплаши му фати пенал. Твојата матична лига. Ја обработивме минатиот пат во викендот, односно во дербито на викендот. Ги опфативме двата, ајде да речеме, топ клубови во Бундеслигата. Ама сакам да го слушнам, Владко, твоето мислење реално за топ четворка во Бундеслига. Прво, дали постои? Два, кои клубови би ги ставил таму? Бундеслига топ четворка нема, според мене топ 2, не знам, топ 1,5 ако може да се каже за не знам, Баер Михен, па некој скалило подолу Дортмунд, па може да се каже Лајпциг со тие промена на играчи што има огромна, не е конзистентен, променлива игра, се топ 4 сезонава, според мене има многу изненадувања. Лани исто беше Волсбург изненадување, никој не го гледаше. Според мене квалитет на играчи, на игра и на терен и според резултати дефинитивно Баер Михен, Борусија Дортмунд. Сакал некој морам Лајпциг да го спомнам и Баер Леверкузен. Одлична сезона имаат, меѓутоа Фрајбург е нешто огромно изненадување, никој што не го очекуваш. Кој имаат еден пораз само од Баер Михен, и тоа минимален, 2-1 мислам дека. И сега мислев дека ќе ми биде втор пораз во вчера од Мехен Гладбах, меѓутоа кога видов на полувреме 0-6, толку не бев во право што не знам. Дефинитивно тие 4 се според мене, топ 4 како топ 4 не знам колку може да се нарече, ама да. Баер Михен, Борусија Дортмунд, Лајпциг и Баер Леверкузен. Така. Серија А годинава има многу интересна трка за топ 4, не би рекол за титулата, бидејќи топ тројката е многу израмнета и четвртиот клуб е еден кој што стварно не очекуваме да биде тој четвртиот клуб кој што се бори за пласман во топ 4. Моментално топ тројката што се одвојува од лигата некако е Наполи, Милан и Интер, и Аталанта ги следи верно во чекор. Јувентус малку разочарувачки, морам да признам, со оглед на тоа дека разочарувачки, па лани истата сезона истите екипи беа горе цело време. Наполи кична со Верона, само Јувентус дојде во последно коло до влез во Лига на шампиони. Наполи што кична. Иначе истите 2-3 години уназад играат најдобар фудбал. Апсолутно, меѓутоа велам за Јувентус дека е разочарувачки, бидејќи тука на подкастот го најавивме, ајде да речеме разочарувачки од моја гледна точка, кога го најавивме Алегри дека е нов тренер на Јувентус, јас имав многу верба дека тоа ќе биде инстант опоравување. Па еве ги влегол во форма 3-4 поред колку победи. Така е, меѓутоа се пак девето место. Од Лацио не примаат гол, што има одличен напад. Еве го сега со Дженова вчера гледавме, не примаа гол. Така, тоа е се постепено, меѓутоа фактот останува дека тие заостануваат во моментов 14 бодови зад Милан и Наполи. Се случувало Рома да почне 10-0-0 со 10 победи во првенството, па да не освои титула, така да не го отпишувам Јувентус, меѓутоа многу е тешко што не е само еден клуб конкурент за титула, туку се 3 одеднаш. Имаш мислење топ 4, да. Во серија? Интер, Милан, Наполи, Аталанта и Јувентус. 5, не знам, Интер, Милан, Наполи, Аталанта и Јуве, две од тие 3. Систем. Не можам да се одлучам меѓу Јувентус и Аталанта. Општо генерално Јувентус дефинитивно, меѓутоа формала ова сезона и лани Аталанта пред Јувентус би оставил. Таму има сигурно мислење. Така. Исто што каже Лаче, да. Некако Милан, Интер, да, мислам дека и Наполи ќе биде. Борбата за четврто место би била помеѓу Јувентус и Аталанта. Не би го отпишал Јувентус прво поради тоа што нели. Алегри тука, а второ поради тоа што суди Федерацијата им е тука. се прават ствари. Некој имаше кажано Рома нешто, па да се насмееме, па да завршиме. Кој Мурињо? Ајде се насмееме. Тоа е не, види, интересно клубче, сето тоа фин проект, нема шанси Рома клубче за со топ 4. четворче така. Да, апсолутно. Има за топ 4 у Рим.
за топ 4 во Рим, да, Лацио младинците, Сергеј Милинковиќ Савиќ и фамилија и Рома е четврта. Ете, ти топ се, топ 4 во Рим, топ екипа се. Реално. Ај твоите 4 поред на брзина. Моите 4 поред: Интер, Милан, Аталанта, Јувентус. Наполи не е топ 4. Да, Интер, Милан, Аталанта, Јувентус. Изгледа различен свет. Не, сакам да бидат, меѓутоа резонот ми кажува дека нема да бидат. Ќе видиме на крај на сезона. Помци, мислам дека ги поминавме топ 4-те во топ 4-те, така? Така. Вие кои што гледате, оставете ги вашите предвидувања за топ 4 во топ 4-те лиги оваа сезона. Кажете ни кои мислите дека ќе бидат, не знам, шампиони, кои ќе се пласираат во Лига на шампиони, кои мислите дека се екипите што играат најдобар фудбал. Словно пингајте не со тие што не заслужуваат. Може на Кире да му се смееме у реплај сите у коментари. Да се зажести малце играчка, пошо многу Кире, сте го добри пингате сите. Кире, пишете ха. И пак Кире, пуп емоджи нешто. Тоа, да, ет четвртиот. Со четвртче, да. За топ 4 во топ 4. Најдете ме. Да, топ 4 во топ 4 дискутирате кај четвртиот. Онаа петтата лига, која што ја дискутиравме во минатата епизода на кратко, да речам, бидејќи само еден клуб опфативме од таму, ќе опфатиме во следниот сегмент, сега не ни влегува во топ 4. Француската лига останува следна, односно по Јове доаѓа, сега следно доаѓа Јове со многу интересни гости. Бидете така. Добро вечер. Добре дојдовте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Во првиот дел само да го поздравам Тале, бидејќи рече дека немал на што да се радува, бидејќи Барселона многу губела. Може да се порадува еве например на Тотенхајм. Те паат. Исто така можат да видат нели играчите, нели навивачите на Манчестер Юнајтед, Лестер и таму некои слични клубови. Таму се горе Тотенхајм некаде во табелата. Поздрав до сите и Тале воедно. Вечерва со мене се Огнен, фан на Македонија Ѓорче Петров и Боријан, играч на фудбалскиот клуб Работнички. Добре дојдовте дечки во емисијата. Добре, најдовме. Ви благодарам што се одзвавте на поканата и на почетокот кажете ми нешто повеќе за себе и од каде нели таа љубов за македонскиот фудбал. Кој ќе почне? Огнен јас ти? ќе почнам. Повели. Фан на Македонија Ѓорче Петров, нормално израснат во Ѓорче Петров. Од млади години сум по трибини и жестоко навивам за Ѓорче Петров. Тоа е тоа. Одлично. Јас искрено како помлад почнав прво во Форца, па ме побара во Работнички, затоа сум уствари за Работнички. Тој ми беше уствари прв клуб, официјален клуб и затоа уствари сум фан на Работнички. Форца, кој се овако од аеродром се Форца? Да, имат и во аеродром и во Беше ресторанта? Тафталиџе. Па не знам. Има кај вас еден ресторант, да. Ај добро, саркастични сме од почетокот, ми се допаѓа ваков тон што даваш на емисијата, да продолжиме во тој стил. Кога ќе се применувате во Северна Македонија, Ѓорче Петров? Мислам, додека нема да мешаме политики во спортот, така да не планираме да се применуваме и многу е долго. Знаеш, 4-5 збора. А да. Па зошто не се викате едноставно Ѓорче? Па не знам, имаме некој патриотски дух у целата населба. Баш ми е драго, продолжите така. Работнички, дали некоја врска има фудбалскиот клуб со кошаркарскиот клуб Работнички, да не знаеш? Па не знам, мислам дека нема ништо. Нема ништо, за двајцата, дали знаете да продолжите следната песна? Од Ѓорче Петров до Железничка, чудна фамилиарна состојба. Не, Не. искрено не. Добро. Го знам првиот дел сам. Само тој дел го знаете, добро. Другиот Ги дел оставиме не. на гледачите да тие што ја знаат нека овако. Кој е најдобриот фудбалер моментално во нашата лига, дали знаете тоа? Па, според мене е Мартин Мирчевски од Академија Пандев. Има дечкото дајано 5 гола во последните 5 кола на првата македонска фудбалска лига и мислам дека е доста квалитетно. Секоја чест ке му обратиме внимание. Ти, Боријан, мислење? Па јас можам да го кажам истото. Ми падна во око искрено за утакмиците, нормално. Ти на Головите која што го позиција даваше. играш? Јас сум штопер одбрана. Значи овој ти прави главоболки. Па ќе видиме, не се знае. Ја прочитав изјавата на Буфон, вика дајте ми ги Киелини, Тиаго Силва и Рамос пред мене и позади Ноер,
и вика никој нема уствари, не Буфон него и Ноер и гарантирам дека нема никој вика да даде гол, осим ако противничкиот клуб не игра Кристијано Роналдо. Би се сложили ли со овакво изјава? Би го додал и Меси. Ја би го додал и Боби Божиновски од Македонија Ѓорче Петров. Таква техника не бранат ни Буфон ни Ноер. Никој не може да му ја одземе топката, значи за тоа го додавам. Ете вистински фан на Ѓорче Петров. Тоа Се е гледа. тоа, одлично. Дали, Борјан, ова е за тебе, дали си бил на припреми во најфудбалскиот хотел на светот, Хотел Истатов? Хотел Истатов. Да, Да? да. Знаеш, жилба, невидена жилба ми е да ме пратат во Хотел Истатов, така да ако некако се среди ми поштувам многу да овакво. И најдобрата домашна утакмица на која што сте биле сведок, знаете ли да издвоите некоја Огнен повторно, еве ќе почнеме од тебе. Па бев иако бев доста мал, мислам дека кога Ѓорче Петров ги тебаше Вардар 5-0, тоа беше мислам дека 2011 година или 2010, мислам дека тоа беше една од најубавите искуства во мојот живот. А Вардар беше силен тогаш со Да, доста силен беше и доста така полетно. убави голови дадовме. Да. Така. Одлично, Борјан, ти која си ја сведал челва Па, како? јас не сум бил искрено на многу такмици со работнички. Еднаш Не, давав бе, то- топки само. И Најдобра утакмица. таа беше општа која е? со Шкендија. Иако изгубија, мислам дека многу добра утакмица беше. Мислам дека 2-1 изгубија, така нешто беше, на градски стадион. И мислам дека таа им беше најдобра утакмица што имате изиграна, според мен, против Шкендија. Момци, ја толку имам прашања, осим ако немате уште нешто да додадете. Па, Да ви посакам нема. среќа сега во сабота недела играте меѓу себе. Да, Нека да. победи подобриот клуб, нека победи македонскиот фудбал. Тебе ти посакувам многу среќа во твојата Фала, кариера. фала. Тебе ти посакувам многу успеси на Македонија Ѓорче Петров. И од Ѓорче Петров до Железничка гледајте и ове прашува фудбал. Секој е добро. Фала ви дечки. Дечки, добро ве разбирате ли вие нешто што пишува во ова билтенов? Кеци 0 до 2 гола. Кеци 0 до 2. Може не знам латиница, али знам бројки. Тоа ме загрижува. математика. Тоа ме загрижува. Имав Математика која потенцијално добива. Со Спортлайф секогаш има шанса за потенцијална добивка, особено ако ги погодиш утакмиците што ги играш. Нели? Значи Ако немаш. промашиш за една. Да, или ако промашиш за Во една. нашиот така. случај све за една. Со Ливчо што промачиве, последен пат ќе ме вајде и долу, поне си сам кригла. Не се да не го сечам билтенов. Следнава е добитна. Мислам следниот тикет е добитен, не знам дали го сеќате, јас во воздух го сеќам дека е добитен. In the air. А знаете ли од кај почнува? Почнува Од од Франција. надпреварот, да, почнува точно од Франција, од Лиг 1, како што би ја рекле французите, и од надпреварот ПСЖ против Монако. Лидерот на табелата против Кнежеството. Монако, кнежеството, да. Матичната земја на Новак Џоковиќ. Да nije bio Nole, ne bi znao da je Monaco. Имаме ли мислење за утакмицава? Имаме мислење за се, реално. Дај спукај ти едно мислење за утакмицава, што ќе биде? Кец 3 плюс. Онак. Одма Од прва. спукано. Кец 3 плюс. Кец 3 плюс. Вие верувате дека така, туку така ПСЖ ќе даде 2 гола. Тики така, тика така, Тики туку така, туку така. така, минимум 2 гола мора да даде. Реално. Прво. Добро. И Џоковиќ ќе асистира за И Монако. Џоковиќ ќе асистира. Добро, окей. За Окей. Монако, за Монако. Голчиња кој мислите дека ќе даде? Тоа ме интересира мене. Јас би типол пре на стрелец. Преснел Кимпембе. Од корнер? Со глава, да. Уф. Прв стрелеца, 7 минута. Леле. Ако сакаш да изгубиш пари, слушај ме. Да. Хамо имаш мислење. Секогаш имам, брат. Државата, вака државата така. Не. Беби да е бугарка, што Некоја и пасаш до земала. Бапе. Мбапе прв стрелец или Мбапе стрелец било кога? или Мбапе, само Мбапе. Сите три ќе ги даде Мбапе пошто играш и за Монако? Ќе даде нели можеби и Меси. Дома Добро. на Сони ако се пушти Добро. да игра. Симулација нека. Последно време изда само таму да го Имаме тип Кец 3+ за дербито на викендот во француската лига, а за сите останати дербија на викендот, Да, да стане дечки че за малцик. Дечко довар беше Академија Пандев со црвен само. не, ги погоди минатата епизода, момот Да, беше да, одличен, да, за да, малку да. ни избега тикетот. Би му дал шанса. Пак Играјте го систем. Да, едно сум
Многу болзи беше моментот дека беше дека веска храбри клопове, типови, да. челси, И дека ќе дај гол прво, тоа ми се свигаше. Да. Свака част за малце. Superior Dispatch сервис од Штип. Сцената е ваша. Типувајте. А вие гледачите, прво, стиснете subscribe, друго заследете на нас, Sportlife, Superior Dispatch сервис од Штип, на сите социјални мрежи за да знаете што правиме во моментов и послушате ги типовите на оваа компанија. Здраво дечки, моето име е Димитри Лазаров. Со Superior Dispatch сум скоро 1 година и како што можете да видите овде сме во Крисмас издание, но тоа не е многу битно. Мојата задача денес е да ја оправам работата од претходните 3 кола и конечно да фатиме ливче. Би сакал да кажам дека сите утакмици што ќе ги типувам и екипите кои што играат најчесто даваат по еден гол во прво полувреме. Па затоа како прва утакмица од германската лига ја типувам Бохум, Борусија Дортмунд, тим 2 1+ прво полувреме. Од италијанската лига Наполи Емполи ја типувам тим 1 1+ прво полувреме. Исто така од италијанската лига Верона Аталанта, тим 2 2+ на цела утакмица. Од шпанската лига ја типувам Осасуна Барселона, тим 2 1+ прво полувреме и Реал Мадрид Атлетико Мадрид, тим 1 1+ во прво полувреме. А од англиската лига ја типувам Арсенал Саутемптон, тим 1 1+ прво полувреме. И како дерби за викендот Парис Сен-Жермен со Монако ја типувам тим 1 1+ прво, која што исто така може да се одигра и тим 1 1+ второ полувреме. Фала многу до дечките од скратен корнер, од мене имате 36 квота и имајте убав викенд. Епа, тоа беше нашиот скратен корнер тикет на викендот. Многу среќа за сите оние кои што ќе се решат да го уплатат, за сите оние кои што нема да се решат да го уплатат, мудра одлука, дечки. Ја би му дал втора шанса на дечко, тој Sportlife му дава, нели со... Ќе видиме. Ова коло некако осеќам дека ќе биде фатено ливчево, ама ајде да не избрзувам со заклучоци. Сега, вие имате шанси да добиете нешто без разлика дали ќе фатите тикет или нема. Се што треба да направите е будно да ги следите нашите социјални мрежи, Twitter, Instagram, Facebook. Тука некаде долу горе ќе се појават кади да сака Антонија да ги стави на лице кај мене, нека ги стави крај крајава. И Кај сакаш само не по коса. Тоа го имам слушнато многу пати. Многу пати го имам слушнато тоа. Побарајте објавата сабота попладне. Бидете будни, бидете спремни и типувајте коментари. Момци, допивам јас ова, одиме да си доставиме пиво и завршуваме со 10-та епизода. Ајде. Абе не излоди, јали си го бургер на вода ќе си излоди, или кај? Друже, идам. Значи, молим те, како е ова фер прво и прво. Доаѓа тука и на тебе ти носат 2 јадења, така? Ние други веќе трпиме. Јади туку зборувај само јади, доста. Знаеш дека тешко ми е. Ја мора на диета да имам, мора една комприча да му зам на кире. Може? Ајде. Диета преска Најмало. на стрес мен јадеш. Не ми издавај. Се е снимено, друже, се е снимено. Фати камерата и позади. Може, нели? Да. Оф. То помфритот не. Кат. Слајано. Дечко.